На стартот на новата година градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров направи своевиден пресек на сработеното во сферата на даночните приходи во 2018 година. Речиси по сите даночни основи се остварени значителни подобрувања во споредба со претходниот период, а кај некој е регистрирано дури и надфрлување на планираните приходи. Таков е случајот со приходите во делот на легализација на диво изградени објекти. Пред се ќе се осврнеме во делот на легализација на бесправно изградени објекти, така да од предвидени 3,5 милиони денари оваа година, се остварени приход од 3 милиони 706 илјади денари или 106%, за разлика од минатата година каде од предвидени 3,5 милиони денари реализирани се средства во висина од 2 милиони 329 илјади денари или 67%, што значи дека оваа година во делот ова оделение добро има завршено својата работа. Кај оденочувањето на физички лица приходите се само неколку проценти под максималните, а кај правните лица планираните приходи се значително надминати. Таков е случајот и кај собраните средства и кај фирмарините. Што се однесува делот на даночни приходи, од предвидени данок на имот за физички лица од 5 милиони 600 илјади денари, реализацијата за 2018 година е 5 милиони 471 илјади денари, додека во делот на данок на имот од правни лица од 1 милиони 400 илјади денари, реализацијата е и тука над 100%, тоа е 1 милион 675 илјади денари. Што се однесува до комуналните такси за фирми од 2 милиони 100 илјади денари или фирмарини, реализацијата е 2 милиона 307 илјади денари, што значи дека имаме поголем број на фирми и фирмите уредно и редовно си ги плаќат фирмарините. Поради намалениот број склучени купопродажни договори, деночните приходи по тој основ се речиси преполовени. Во делот на данок на промет на недвижнини од предвидени 6 милиони денари, реализацијата е 3 милиони 531 илјада, така да тука можеме да кажеме дека има некое намалување, меѓутоа ова се должи во делот на купопродажните договори, така да оваа година имало помалку купопродажни договори за разлика од минатите години. А во дело на данок на наследство од 300 илјади денари, реализацијата е 268 илјади денари. Генерално просечната реализација на даноците по сите основи во текот на 2018 година е многу подобра во споредба со претходната, што влијае на се подобрата финансиска кондиција на општината.